Пецаков и Мерков во клинч околу статусот на Охрид под капата на УНЕСКО, откако Струшкиот градоначалник јавно го обвини охридскиот колега дека е виновен за неисполнување на препораките. Ова е директен атак врз мене, вели Пецаков, и бара извинување од општина Струга. Да се осудат да коментираат за неодговорно работење оние чие раководство е впишано на меѓународните црни листи за разноразни злоупотреби е трагикомично. Добиваме обвинувања од општина, односно раководство на општина која што е на црната листа токму заради такви да кажам непринципиелни работи и предмети поврзани со обвинителства, па се ставил понатаму, односно добил статус да има да биде на црната листа на Соединетите Американски држави. И кога на некој токму таа е причината која што е на некој кој што е на таа листа од тие причини денешен аспект и обвинува општина Охрид која што воопшто нема таква дамка во работењето, без разлика кој е раководство во раководело, мислам дека е далеко од принципиелно и ниту е колегијално, а ниту има врска со реалност. Обвинувањата на општина Струга доаѓаат по одржување на работниот состанок со мешовитиот експертски тим предводен од истакнат експерт од УНЕСКО, за кој медиумите воопшто не беа информирани. Најголемиот дел од проблемите и потешкотиите кои настанаа и се уште постојат во Охридскиот регион произлегуваат од општина Охрид и нејзините раководители, кои постојано под патерицата на од нив платени медиуми, организации и лобисти ја напаѓаат нашата општина за секаков аспект, во секое време и место, без никакви аргументи. Осуда за непримерната комуникација кон новинари од страна на Струшката општина стигна и од ЗНМ. Ова е недоличен начин, преку сериозни обвинувања, да се обиде да ги дискредитира медиумите во Охрид. Постапките на општината, како јавна институција, се чини дека е обид за дискриминација на медиумите и замолчување на локалните новинари преку цензура. Дополнителен проблем е фактот што во соопштението се инсинуира дека медиумите се платени од страна на Охридската општина. Овој инцидент ќе биде нотиран во годишните извештаи за слобода на изразување како негативен пример за погрешна комуникација на јавни институции со новинари и медиуми. Постапката на општината како јавна институција е обид за дискриминација на медиумите и замолчување на локалните новинари преку цензура. Дополнителен проблем е и фактот што во соопштението се инсинуира дека медиумите се платени од страна на општина Охрид. Вакви дрски нецивилизирани обвинувања од страна на Струшкиот градоначалник кој со години се крие од новинарите станаа пракса.